Добар ден, почитувани ученици. Јас сум Антонела Манева од Основното училиште Ванчо Праке од Делчев. Денес ќе презентираме наставна содржина за 7 оделение по ликовно образование. Целта на овој наставен час ќе ни биде да се запознаеме со средствата за цртање и како да примениме тон со нестандарден материјал кафе. Кои материјали ќе ни бидат потребни? За овој час ќе ни биде потребно лист од блок, молив, четки, палета, вода и кафе. Од претходните учебни години веќе ги знаеме средствата за цртање. Стандардни материјали се моливот, јаглен, туш, фломастери, дрвени бој, пастел, бајц и тие веќе на сите ни се познати. Но, освен стандардните материјали за цртање, треба да знаеме дека има и нестандардни материјали за цртање. Самото име ни кажува дека тие не се стандардни, дека не се користат секојдневно и се добиени сосем случајно со желба за експериментирање, за креирање, за творење. Тие материјали се кафе, црно вино, кетчап, чај, песок или нестандардни материјали. Пред да ја објасниме постапката како да работиме и како да добиеме тон и да ја совладаме целта, ние прво да видиме што е тон. Тонот знаеме дека веќе е ликовен елемент и е еден од најзастапените елементи во цртежите, покрај линии, текстури, форми и други ликовни елементи. Тон е количество на светлина во една плоштина. Како да добиеме тон со кафе? Овде имате две фотографии од кои се гледа како треба да добиеме тон. Значи, во палетата, во секое делче ставаме различна количина на кафе, во првиот дел ставаме најмалку кафе и во секој нареден се повеќе и повеќе. Потоа, во сите делчиња ставаме по една мала лажичка вода. Размешуваме убаво и со четка можеме да си направиме проба на посебен лист, за да видиме какви тонови ќе добиеме. Од првото делче, каде што имаше најмалку кафе, гледаме дека тонот е најсветол. Кај вториот дел, каде што имаше малку повеќе кафе со вода, овде тонот е малку потемен и во секој нареден дел, бидејќи имаше се повеќе и повеќе кафе, гледаме дека тоновите се потемни и потемни. Значи, јачината на тонот со кафе ќе ја добиеме ако додаваме повеќе кафе за потемен тон и тогаш значи се намалува количеството на светлина и ако додаваме вода за посветол тон или тоа ни значи зголемено количество на светлина. Откако ќе добиеме тонови со кафе во палетата, ние правиме скица. Скицата ја правиме со основни линии, а нашиот мотив за денес ќе биде да представиме пејзаж или природа. Кога ќе ја цртаме скицата, ние треба да внимаваме да добиеме илузија на простор. Тоа го добиваме со големината, значи со големината на формите, кои во долниот дел на листот треба да бидат поголеми и како одат нагоре во горните делови се помали и помали форми. За да добиеме илузија на простор или длабочина со преклопување, тоа го правиме кога ќе ги цртаме формите една подзади друга, или се вика добивање на простор со преклопување. Како со тонови да добиеме илузија на простор или длабочина? А во исто време треба да добиеме и волумен на формите. Најпрвим ќе почнеме со подзадината на листот и ја правиме со потемни тонови, со цел да добиеме чувство за далечина и длабочина. Во долниот дел на листот додаваме потемни тонови и сметаме дека долниот дел е поблизу до нас, а во горниот дел постепено со градација на тонот ние осветлуваме. Кај небото, како целина ќе работиме со светли тонови во горниот дел, а надолу ќе додаваме се повеќе и повеќе вода за да добиеме се посветли и посветли тонови. На формите исто така користиме светли и темни тонови за да добиеме чувство за волумен, дали формата испакната, вдлабната, плоска, а во далечина применуваме се посветли и посветли тонови на формите.
Еве овде имате примери од интернет со примена на тонови со нестандарден материјал кафе. И на самите примери ги гледаме правилата за простор со големината, гледаме преклопување едно подзади друго, гледаме дека во долниот дел се прави потемно, во далечина се осветлува, гледаме дека небото како целина мора да е многу посветло од другата подзадина, значи се применети сите правила. Исто така како на овие примери, можеме врз самите тонови да ставаме и некакви текстури. Исто така и со текстурите ние можеме да добиеме простор во зависност од должината на текстурите, големината на текстурите, густината на текстурите. Значи, може во долниот дел пример да ставаме поголема густина, како се оддалечува во горните делови се поретка и поретка густина. Еве овде имате примери од ученици со истите правила кои што веќе ги спомнавме. И да видиме за крај што научивме од овој час. Ние научивме дека, освен стандардните материјали во цртањето, има и други материјали со кои можеме да креираме, да твориме, да експериментираме, да се изразуваме. Научивме како да добиеме различни тонови со несекојдневен материјал за цртање, кафе. Научивме како да добиеме од светли до најтемни тонови со додавање на кафе за потемни тонови или додавање на вода за посветли тонови. Како со светли и темни тонови од кафето да добиеме илузија на простор и волумен. Ви благодарам.